Штокјани е медицина ако сите умираме. Под ова саркастично и двосмислено мото денес во Штип започна вториот конгрес на студентите по општа медицина. Опфаќа презентација на трудови од кои имаме активни учесници, 120 активни учесници, од кои се 50 од 50 се кейс репорти, приказ на случај, а останатите се истражувачка работа. Вкупниот број на пријавени учесници за овој настан е 700 пријавени учесници, од кои дел се студенти, млади лекари. Исто конгресот изобилува со пленарни предавачи со реномирани имиња од областа на медицината. Ваквите собири се исклучителна прилика за идните доктори, потенцира славниот македонски неврохирург Јовица Угриновски. Ова е еден од начините на кој што студентите уште од најрано студентско време се учат да водат научна работа, да колаборираат со своите професори и така. Навистина прекрасно дејствие. Конгресот дава и можност за лична промоција, но е и слика за знаењето кое студентите го стекнуваат. Конгресот се надевам дека ќе продолжи во останатите години на некој начин да биде пример за овој универзитет, да го промовира и факултетот и универзитетот, а од квалитетот на овие настани на некој начин ние можеме да видиме и каков е квалитетот и на наставата и на наставниот кадар и каква е политиката на нашиот универзитет. Од друга страна, според ректорот Блажо Боев, факултетот за медицина во Штип има посебно место во стратегијата на УГД. Најмногу до сега инвестира на овој факултет и ќе продолжи инвестирањето на овој факултет. Мислам дека овој факултет е исклучително значаен факултет за развојот на овој дел на регион на нашата држава и мислам дека прашањето на здравјето на граѓаните нема алтернатива и мислам дека мора да произведуваме квалитетни доктори, квалитетни лекари кои ќе се грижат за здравјето на нашите граѓани, независно од тоа дали се овдека или дали се некаде други во Европската унија. Инаку медицинскиот факултет е најголем на Штипскиот универзитет и таму се профилираат 23,5% од сите студенти на универзитетот. Меѓу останатите нив ги едуцираат 150 надворешни професори од повеќе јавни и приватни клиники од државата и странство.